Фондот не мора да значи само давање пари. Фондот значи целокупна поддршка на женското претприемништво. Со сите овие теми кои што ги споменавме. И сето ова сега треба ние да го сублимираме во еден документ, кој што тој документ сублимиран фактички треба да представува некаков акцијски план, што сакаме фактички со тој фондот да направиме. Сакаме да им помогнеме на жените. Во Скопје има, ја и пред малце кажав, има жени кои што се способни и аплицираат секоја година, ако не им давате шанси да аплицираат секоја година, аплицираат секоја втора година. Овозможувачка околина, сето она кое што ќе го ставиме во еден документ да биде пласирано по локалните организации, по нашите сегашни хабови кои што ги имаме, кои што понатаму ќе го споделат со своите општини, со своите совети кои што понатаму ќе се развиваат и така натаму. Значи ние нема да се откажеме да направиме една возможувачка околина. Понатаму ни требаат оние финансиски советници, правни советници, секакви можни советници. Сега го правев муабетов дека во Велеске се оформува центар за социјална помош. Само што го договоривме дека не треба да биде центар само за социјална помош од невладините организации за жените, туку треба да биде за социо и економски помош. Значи, во моментов го договоривме дека ќе се фузираме. Зошто? За да можеме на тие жени кои што ќе им треба било каква друга помош, да можеме да им дадеме менторска, било каква поддршка од жените предприемачки кои ги имаме во тој регион, за да можат да ги исправат кон патот на предприемништво. Јас сметам дека тоа е единствениот. Она што планираме да го правиме во Советот во град Скопје за женско претприемништво е исто така дека планираме менторска поддршка. Без средства, не бараме ништо. Жените претприемачки да дадат свој придонес за развој на женското претприемништво. Така да мораме да насочиме, да креираме една возможувачка позитивна околина, да не ги криеме информациите, да си дадеме поддршка едни на други